Почитувани корисници, овде ќе го објасниме начинот на испраќање на електронскиот рецепт. Овде имаме еден пример кај пациентот тој, каде што има веќе направено рецепт. Одиме на промена, еве го гледаме овој рецепт и ќе извршиме негово испраќање. Одиме на таблетарна терапија и сега процедурата е следната. Го кликнуваме тој рецепт што сакаме да го испратиме и кликнуваме на копчето испрати. Сега, погледнете овде системот, спрема онаа што го тестирав, на фондот е катастрофа. Значи, овој пациент системот ми враќа дека пациентот со матичен број тој нема матичен лекар тој. Меѓутоа тоа не е точно. Доколку го провериме пациентот, ќе видиме дека е точно. Значи, пораките кои ги враќа системот, се надевам дека ќе ги коригираат од 1.7.2013 година, бидејќи спрема онаа што го тестирав, пример, ова работеше пред половина час, сега не работи. Ми дава други грешки. Од онаа што јас можев да го заклучам, пожелно е да бидат внесени ЕЗБО на сите ваши пациенти, затоа што системот преку МБГ не им функционира. Не знам зашто. Најверојатно ќе го коригираат. Меѓутоа, пациентот пожелно е да има ЕЗБО внесен во системот. Друго нешто што враќа е дека му е истечено осигурањето, дека нема активно осигурање до таа и таа дата, што пак не е точно, бидејќи ако ги провериме пациентите, може да го проверите во моје осигурување пациентот, ќе видите дека има уште еден месец осигурување. Значи, сите овие работи со текот би требало да ги коригираат. Не знам што како, меѓутоа, јас во мојата програма имам дозволено и без да се испече рецептот, без да се пушти во електронска форма. Овде во програмата испраќањето оди во следните комбинации. Значи, можете да испратите еден единечен рецепт. Се позиционирате на него, испрати. При печатењето, доколку кликнете на печатење, ако тој рецепт не е испратен, системот ќе го испрати, т.е. ќе проба да го испрати, доколку го испрати, ќе ви дозволи да го видите, доколку не го испрати, ќе ви напише порака дека не е испратен и ќе ви остави опција вие да изберете дали ќе сакате да го печатите без тој број на рецепт или ќе почекате системот едноставно да го прими. Можно и да има некоја друга грешка, пример, не е напишано некој од овој податок, меѓутоа обично грешката е од другата страна, од фондот за здравство. Доколку пуштите да се печатат повеќе рецепти наеднаш, еден по еден ги испраќа во електронска форма, ви ги дава на печатење, ги испраќа, ви ги дава. Доколку некој киксне, значи не се испрати, ќе ви даде информација дали да го испечатите или да продолжи на наредниот рецепт. Тоа е начинот на електронско испраќање на рецепти. Сега да ви покажам, конкретно за овој пациент. Доколку одиме овој пациент да го провериме во моје осигурување. MYT7J. Овој пациент има матичен лекар. Еве го кој. И еве го датумот на важност. Сега, за да го запишеме овој ЕЗБО на самиот пациент, ние ќе ја користиме опцијата на синхронизација. Значи, кликаме овде и ќе ги превземе тие податоци од претходниот прозорец. Кликаме во ред и сега податоците овде се преземени со соодветно како што е во делот за проверка на осигуреници во фондот за здравство. Доколку сега овој пациент пробаме да го испратиме овде рецептот,
Системот ни дава дека пациентот не припаѓа на факсимилот тој и тој. Што од овде гледаме дека не е точно. Значи, системот не им е спремен се уште. Најверојатно ќе го коригираат. Јас оваа замерка ќе ја пуштам кај некои надлежни таму, за да проверат да видат условите под кои и зошто тоа се не работи. Вашата задача е тоа да го спроведите преку овие печатење испрати, така да за во иднина ќе користите овие две опции. Она што нема да помине дополнително ќе ви напишам информации по консултации со Министерството за здравство. Поздрав и пријатен ден!